Во ова издание на емисијата Мојот пат ви го представуваме богатиот творечки опус на нашиот истакнат архитект и урбанист Душко Шуловиќ. Афинитет кон нештото, кога имате 18 години, вие веќе го носите, на некој начин го чувствувате во себе, зависно од воспитанието и образованието. Јас растев во едно мало градче, питомо, Кавадарци. Во домот на моите родители секогаш се работело нешто креативно. Кога требаше да одберам професија, се определив за архитектурата, а предизвик за одличните ученици во далечната 57 година беше техничкиот и медицинскиот факултет. Јас знаев дека медицина не сакам. Значи се определив да уредувам простори и да градам куќи. Во мојот дом секош беше гаен култот према убаво уреден дом. И денеска, како архитект во подсвест, ја носам куќата на моите родители, во која израснав, која беше прекрасно уредена, со малку мебел и многу текстил. Ги носам боите на пейзажот од мојот роден град, по линијата на прекрасните лозови насади и афионски полиња. Мојата едукација е врзана за архитектонскиот факултет во Скопје. Морам да кажам дека факултетот беше за мене возбудливо откривање. Кога дојдов, генерацијата моја броеше 70 студенти. Цел живот ми се одвиваше на факултетот. Практично ми стана начин на живење. Ние по цел ден боравевме на факултет, таму не беше цртачкиот прибор, таму не беа масите, таму менјавме литература која беше, можам да кажам, оскудна, скрипти, воглавно учевме од скрипти. И се сеќавам во ек на испитни сесии, одев рано са бајле, кога се отвараше вратата на факултетот, да фатам место во големата сала. Големата сала на архитектонскиот факултет беше центар на случувањата на целиот факултет. Мои професори беа основоположниците на модерната архитектонска едукација во Македонија. Тоа беа Сотир Томовски, Крум Томовски, Чакелја Анцел, Крум Хололчев, Тиберije Киријас, Ранковиќ, Јовановиќ, Томиќ, Чипан, Белогаски. Тоа беа професори со многу авторитет и многу дух. И денеска кога се сретнувам со моите колеги, ги прераскажуваме духовитите настапи на професор Анцел. Професорот Крум Хололчев беше човек со извонредна педагошка моќ да не натера да седиме на најтешките предмети, статика и бетон. Но мој омилен професор, и до денеска остана тоа, е професор Борис Чипан. Тој ми предаваше проектирање на општествени згради. Вистинска тема на неговите предавања беше модерната архитектура. Ние тогаш немавме часописи, информациите ни беа многу мали, сиромашни и просто ги впивавме сликите што ни ги покажуваше на слайдови за модерните згради што се градеа на запад. Подоцна, кога работев во Охрид, се потпирав на неговите студии за старата градска архитектура, средновековните градови. И денеска, кога ќе го сретнам овој 85 годишен избразден старец, мислам дека во секоја негова брчка лежи архитектурата. Кога ќе променам мислење со него за архитектурата, се чувствувам почестена. Моите професионални почетоци се врзани за Заводот за урбанизам и стамбено-комунална техника на Република Македонија. Некаден во 64-та година, после земјотресот, се вработив таму. Таа институција ја водеа двајца прекрасни архитекти, Звонко Никулски и Лудје Кубеш. Во неа се работеа сите урбанистички планови за цела република. Луде Кубеш беше образован и талентиран архитект и урбанист. Импонираше неговата култура, неговото образование, неговата боемштина, начин на работа. На многу едноставен начин нас, младите архитекти, не воведе во тајните на урбанизмот. Ние урбанизам слушавме на факултет еден семестар, понатаму јас урбанизмот го учев на работна маса и на терен низ цела Македонија во директни контакти со луѓето и просторот. Кога дојдов во
заводот, ме распоредија во неговата група, ме фасцинираа цртежите на неговата маса, се работеше туристичка студија за долината на Радика. На следната туристичка студија за Скопска Црна Гора бев вклучена да работам и кога требаше решението да се образлага пред еден поширок аудиториум, 10 минути пред да влеземе во салата ми рече: спреми се, ти ќе го образлагаш решението. До денеска ја памтам тремата што ја имав. Меѓутоа, тој мој јавен професионален настап заврши успешно и тоа беше виза да добијам понатаму задачи. Атмосферата во ателието беше релаксирана, пријатна, крајно креативно насочена. На еден зид во ателието имаше исцртани карикатури од Звонко Никулски на секој вработен. На крајот на работниот ден за се нешто дискутиравме со Кубеш, за тоа што е сработено во текот на денот, и од секоја дискусија од него се учеше архитектура и урбанизам. Во Заводот за урбанизам и стамбено-комунална техника во Скопје работев на скоро сите основни урбанистички планови и детални урбанистички планови на повеќе градови од Македонија. Прв град на кој работев беше мојот роден град Кавадарци, потоа работев на Неготино, Кичево, Гостивар, Маврово, Мавровијанови, Автокоманда. 5 години требаше да се биде проектант со работник, се работеше тимски, јас работев на сите овие основни и детални урбанистички планови. Тогаш во постземјотресно Скопје се створи една многу поволна клима на архитектонската и урбанистичка сцена со доаѓањето на неколку познати светски имиња. Дојдоа Кензо Танге, Доксијадис, Циборовски, Равникар, Венцлер, Бакема. Тие архитекти, нивниот краток престој во Скопје изврши влијание на целокупната македонска архитектура. Почна интензивна стамбена изградба и мојот завод доби да работи и архитектонски проекти. И тогаш го добив една стамбена зграда, после работата на детално урбанистичко решение на Автокоманда, добив една стамбена зграда од 5+4 ката за Автокоманда. Тоа беше мојот прв архитектонски проект. После 5 години добив звање самостоен проектант, добив уште неколку задачи и 71 година јас морав да го напуштам тој завод, да го напуштам Скопје заради професијата на мојот сопруг. Се преселив во Битола. Во Битола се вработив во Завод за урбанизам на Битола. Таму што туку беше добиен основниот урбанистички план за Битола, кој беше работен во заводот од кој јас дојдов. Така да во континуитет продолжив да работам на деталните урбанистички планови на Битола. Таму направив 2 стамбени заедници, детален урбанистички план за градски гробишта, една стамбена кула, работев типски проекти. Морам да кажам дека со тешко срце го напуштив Скопје, бидејќи архитектонската сцена во Скопје што туку стануваше многу привлечна за архитектите. Меѓутоа, среќна сум што го запознав одблиску градот на конзулите, градот што има најубавата планина, градот што има најградски луѓе. Влегував по битолските чикмаци, евидентирав стара градска архитектура, се одушевував од историјата на градот, до бескрај ги слушав приказните за 40-те кафеани покрај Драгор, за карваните со камили кои што носеле стока по патот Вие Игнација, и за се тоа ќе останев можда многу по-сиромашна ако не ги одживеев тие 5 години во тој град. После 5 години морав и од таму да си одам, отидов во Охрид и се вработив во дирекција за просторно планирање. Таму работев 3 или 4 месеци на следење на реализацијата на просторниот план на Охридско-Преспански регион и потоа преминав во ателието на градежната фирма Трудбеник, каде ги работев можда најинтересните задачи до тогаш. Работев детални урбанистички планови на обалната зона со дел од центарот и една стамбена заедница во заднината. Тоа ми беа многу одговорни задачи,
меѓутоа задоволството беше големо. Решението беше многу интересно, беа предвидени 4 стамбено-туристички групации покрај обалата, од Палас до туристичкиот факултет, кои што ги нарековме Охридати, како пандан на градот, стариот град, кој што на брдото се издига како една агломерација. Денеска сум многу среќна, бидејќи околу 80% од тој проект е веќе реализиран. Потоа направив уште еден објект, самопослуга, кој е исто така мини маркет кој е реализиран, и после 2,5 години јас со семејството отидов за Белград. Мојот сопруг беше пратен на школување. Мислам дека во тоа време урбанистичките институции, заводите за урбанизам, многу успешно ја игра својата улога. Тие го следеа обликувањето на градовите, процесот на урбанизација на градовите и мислам дека успешно ја обавуваа својата функција. Во денешни услови, мислам дека е неопходно да се изнајде сличен модел за следење на урбанистичкиот процес на градовите и начин на нивно финансирање. Бидејќи урбанизмот е процес и он треба континуирано да се следи од високостручни и едуцирани кадри. Морам да ви кажам дека многу ме привлекува централните јадра на градовите. Јас работев на урбанистички планови на неколку центри, Охрид, Скопје или делови од центри, Радовиш, Зеница, центар на Зеница, како конкурсен труд за кој добивме и откупна награда. И мислам дека при изработка на овакви проекти најбитни се темелни анализи и согледувања. Централните јадра представуваат структури во кои што не е битно само она што се гледа, запазува како волумен и облик, него нешто по што се трага, што е невидливо, а тоа е животот во таа структура. Секогаш ме водела историјата и традицијата. Се втиснати длабоко во секоја пора на центрите, особено во балканските градови, во нашите центри, во нашата земја. Кога работев на овакви проекти, секогаш ме водела мислата дека историската слоевитост е неопходна компонента за нивна привлечност. Таа не може да се дефинира во старите центри, но нејзиниот недостаток во новите е страшно се приметува. Затоа, ако архитектурата се менува, бидејќи градовите, денешните градови имаат други захтеви од оние во минатиот век, тогаш пораките од минатото треба да останат, бидејќи тие се незаменлив фактор за континуитетот. Ако мислите на нашите македонски градови, мислам дека ниеден не може да го понеси тој епитет. Меѓутоа, би ги издвоила двата града, Охрид и Битола, кои што имаат историја, традиција, специфики во архитектурата и мислам дека за овие 30 или 40 години нивниот урбан развој е стручно и добро следен. И тоа не треба да се испушти понатаму. Меѓутоа, како архитект-урбанист, ме фасцинира Копенхаген. Тоа е град кој што расти покрај вода, со една прекрасна, стаклена, чиста архитектура. Урбаниот развој го следат високо едуцирани урбанисти на еден многу интересен начин, со најсовремена методологија. Имав прилика да слушам како го прават тоа и мислам дека чудата се возможни само тогаш, кога напредната урбанистичка мисла ќе влези во спрега со духовната и материјална компонента на едно општество. И јас во Македонија проект дојдов 79 година како зрел проектант со сите овластувања и референци.
Прво почнав да работам на сите урбанистички проблеми кои што ја пратеа архитектурата, односно големите архитектонски проекти. Тоа беа програмирања, партерни решенија, мали урбани зафати. 81 година со моите колеги Муратовски и Бабамов добивме да работиме еден бањско-рекреативен комплекс во Мисурати, Либија. Тоа беше еден голем комплекс во кој што за кој што требаше да се направи детално урбанистичко решение и проекти за многу објекти. Хотел, bunгалови, отворени базени, бањски објекти, рекреативни терени, спортски центари, така, уште некои објекти. Почнав да одам, често одев во Африка, го видов афричкиот континент. Работата беше напорна и возбудлива. Морам да признам дека предизвикот беше голем да се работи за едно друго поднебје, со други климатски карактеристики, со други специфики во архитектурата. Постепено навлегува во архитектурата на арапскиот свет, за еден свет кој што има друга религија, која неоспорно делува на декорацијата, на формата, на волуменот, на просторот. Верувајте, работата беше многу интересна и тоа ми даде снага да издржам до крај. Ја запознавав Африка со цела нејзина мистерија и убавина, како во делата на Пауло Коелјо. Во рамките на било која институција не е возможна потполна креативна слобода, нити во било кои општествени прилики. Меѓутоа, за креативната слобода архитектот се бори сам, на свој начин. Иако мислам дека во оваквите големи институции вие немате некакви своји лични избори. Најчесто архитектурата е комплексна наука, врзана со рокови, со инвестиции. Најчесто инвеститорот не е најпогоден за соработка. Вие не го составувате тимот по афинитет, него го составува некој друг по некои други критериуми. И иако мислам дека оваквите големи институции не се најпогодни за слобода и креативност, сепак морам да признам дека во оваа голема куќа, кога дојдов, имав прилика да бидам во центарот на случувањата на архитектонската сцена и да работам со најпознатите имиња тогаш на тогашната архитектонска сцена. Тоа беа моите почитувани колеги Благоje Мицевски, Васка Ладинска, Кирил Муратовски, Ацо Серафимовски. Па приоритетот за деловниот објект беше зацртан уште во проектот за реконструкција на улицата Максим Горки. Тоа требаше да биде улица на сегашноста со спомени за минатото. Објектот е проектиран по најсовремени методи за ова време, меѓутоа носи пораки од Старо Скопје. Во обликувањето на неговата фасада се користени пропорциите и елементите од фасадата на куќата на Балваниевиќ, која била на тој простор, градена 1934 година и која исчезнала од милјето на Скопје после земјотресот. На конкурсот 1990 година ние за тој проект, реконструкција на улицата Максим Горки, јас и мојата колешка Оливија Мојсова ја добивме првата награда. Тој проект го работевме со многу голем ентузијазам.
цело лето не отидовме на годишен одмор, 3,5 месеци. Направивме најтемелни анализи на база на архивски документи за Старо Скопје. Како повеќе гледавме, читавме, се повеќе темата не мамеше. Ни се чинеше дека откриваме нешто многу заборавено, нешто ново, нешто просто ја составувавме старата мапа, искината мапа на централното јадро, на центарот на Скопје. Така се роди идејата за една улица во која треба да има судир на старо и ново, која што ќе носи спомени од Старо Скопје, која ќе биде направена со намена да служи на денешните луѓе, но да ги враќа спомените на изгубените објекти. Улицата беше предвидена како пешачка, поплошена во едно ниво, со дрворед од костени од едната страна, со партерен мебел во кој што исто така беа вградени елементи од традиционалните градски куќи на тој простор. Меѓутоа, од сето тоа се реализира само аголниот објект, за кој ја добивме големата награда на 9-то биенале на архитектура, што беше уште една потврда дека идејата во целина е многу добра. Денеска објектите се реализираат парцијално, еден по еден. Печатницата Гоце Делчев е почната и оставена. На местото на Грација и куќата на Читкушеви беше предвиден најатрактивниот и најубавиот објект. Тоа требаше да биде објект со голема површина и да има некаква содржина од културата. На него требаше да бидат аплицирани исто и сечоци од старата куќа на Читкушеви и куќата која што се наоѓала на местото на Грација. Денеска на тој простор никна еден нов објект, стамбено или деловен, со една постмодерна архитектура. Со еден збор, тоа е мојата професионална тага. Зошто еден ваков капитален објект не може да го види виделото на светлината на Кајнас? Немам одговор, поготово не сега, кога имаме пазарно стопанство и кога имаме приватен капитал кој што чека да биде вложен во најатрактивниот дел на Скопје. Во Македонија проект работев многу конкурси. Особено ми се драги оние кои што ги работевме во југословенска селекција, бидејќи тоа на некој начин беше тест за креативност и тест за нашето место. Тоа беа конкурсите за Словенска плажа, Будва, за кој добивме откупна награда, Центарот на Зеница, исто така откупна награда, еден туристичко-рекреативен комплекс Баградански теснац во Србија, па улицата Максим Горки со мојата колешка Оливија Мојсова, за која добивме првата награда, и потоа деловниот објект на аголот од таа улица, за кој ја добивме големата награда на архитектура на биеналето, 9-то биенале. Освен конкурсите, многу сериозно во оваа организација се бавев со еден град, Радовиш, за кој 2 години работев основен урбанистички план, детални урбанистички планови, студија за центарот и проект за дом на култура. Имам реализирани неколку индивидуални куќи со кои сум многу задоволна. Имам многу нереализирани проекти изработени. Тоа се детален урбанистички план за скијачки центар на Водно, една студија за оживување на просторот околу Македонскиот народен театар, која мислам дека е уште актуелна.
партерно решение за една улица во Ѓаковица на Косово. Има многу урбанистички проекти за потребите на ЈНА и летна бавча на аеродром за ЈНА и така уште некои други помали зафати. Не би сакала да почнувам со критика. Скопје после земјотресот доби многу нешто, изградени се многу работи. Предпоставувам дека некој што доаѓа прв пат во Скопје би требало да го доживее како многу убав град. Град со река, мостови, со изградени кејови, широки булевари, зеленило, убави модерни објекти. Меѓутоа, тоа не е така. Денеска Скопје изгледа аморфно и запуштено. Стамбената изградба и воопште изградбата на Скопје беше најинтензивна по периферијата. Тоа е Карпош, Ѓорче Петров, Скопје Север, аеродром, Капиштец. Колку повеќе се приближувате кон централното јадро, пустошот на сликата и просторот е се поголем. Денеска центарот, централното јадро, го карактеризираат неоформеност, недовршеност, една општа конфузија на изграден и неизграден простор. Имате една чудна слика на фрагментарни остатоци и објекти нови кои што се убави, меѓутоа крајно отуѓени и изместени од дневната циркулација. Плоштадот е во состојба каква што беше за време на земјотресот. Скопје не успеа да реконструира ни еден свој историски кварт или урбана целина. Скопје нема трговска улица, нема убави фонтани, нема споменици постари од 50 години. Со децении во фелата на архитектите и во високите интелектуални кругови се лицитира какво треба да биде Скопје. Мислам дека е време да се престани со тоа, да стапи на сцена една нова, млада генерација, која многу систематично, сериозно и конкретно, не со виртуелни слики, ќе почне да гради престолнина од европски тип. Чекориме во нов милениум. Не знам дали би можела да го дефинирам успешниот архитект на иднината, но знам дека успешниот архитект на сегашноста, архитектурата му е љубов, обврска и задоволство. Би го сматрала за комплетен во колку успе да за сето тоа добие адекватна финансиска надокнада во наши услови. За вреднување на архитектонското дело постојат научно пропишани критериуми. Меѓутоа, архитектонското дело се доживува, тоа е исправено пред судот на јавноста и оно не се оценува само естетичарски како облик, декорација и форма, него врши и некоја функција, служи за живење, за обавување работа или некои други функции. Мислам дека освен што може стручно да се оцени, делото се чувствува. Убавото дело се чувствува, мада е многу тешко да се даде дефиниција што е тоа убава архитектура. Архитектурата е подложна на промени, на помодни трендови. Во секој случај сметам дека убавото дело го потврдува времето. Паси имам повеќе. Пасија ми е литературата. Многу сакам да читам, уште од дете, сега имам повеќе време и читам добра литература. Повремено чувствувам потреба креативно да се изразувам, го правам тоа во текстил и
глина. Во последно време ме преокупира глината, правам некои мали нешта. Големо задоволство и љубов ми представуваат моите 3 внучиња, со кои до безвест цртам убави куќи, читам, им го покажувам Скопје од тврдината и се трудам да им развијам љубов кон архитектурата. Па веројатно додека работев не мислев така, меѓутоа сега кога ја вртам главата наназад, мислам дека е многу несекојдневен, турбулентен. Јас умеам да кажам возев слалом меѓу приватниот живот и професијата. Денеска мислам дека сум задоволна и од едното и од другото. И од приватниот живот имам прекрасно семејство и на професионален план мислам дека доволно направив.